Dobro večer, smeli Radovišani. Pred nekoj den ni se zakanija, sigurno site slušate, дека ќе немаат со гумени куршуми. Па сме тука, сме слободно, нека дојдат, нека не гаѓаат. Само тоа нема да ги испере од срамот кој што ни го прават 10 години поред. Морам да порачам на оној кој што ни претеше со гумени куршуми. Храброста е непробојна. Ниеден гумен куршум не може да ја пробие, а ние сме доказ сите овдека дека сме храбри и дека ќе истраеме до крај во оваа борба. Исто така чувме големиот патриот кога пееше онаа стара македонска песна "Едно име имаме". Сите ја знаете, сите знаеме да ја испееме, ама ја пееме со чисто душа и срце. Тој истиот голем пејач, удирајќи се во гради, излезе дека е собственик на регистрирана офшор компанија во Кипар. Ете колку е патриот, ете колку се бори за Република Македонија. Срамно! Партиските институции во нашата држава станаа вистински партиски штабови. Живееме во едно време кога основна девиза меѓу административците е таа: така ми кажа од штаб, така ми кажа од штаб да излезам на протест, да митингувам, иако не ми е по волја, така ми кажа од штаб да бидам и контрапротестант, така ми кажа од штаб да правам и криминал. Тоа нема веќе да се случува. Крајно време е да престанат сите криминални процеси и политики кои што сакаат да не ги спроведат во оваа држава. Собранието сакаа да го свикаат, односно не сакаа да го свикаат прво, па ајде после се предовистија го свикаа собранието, дека немало законски услови. Истото се преслика и во Уставниот суд. Една одлука пред 3 месеци, пред некој ден сосем друга одлука. Ретерираат во секој поглед. Меѓутоа единствено нешто за кое што се најцврсти, најтврди и најнепопустливи е онаа срамна аболиција, која што им представува гарант за криминалот и за корупцијата. Мислат дека само преку неа може да се заштитат. Ние сме против таа срамна аболиција. Овој народ овдека не писме за да не процени што значи криминала, што значи праведна држава и кој се бори за криминалот, а кој се бори за праведна држава, за демократска држава. Секојдневно го кршат уставот, ги погазуваат законските одредби. Па што уште треба да им се дозволи да направат? Многу учесници во шарената револуција по другите градови низ Република Македонија, претпоставувам дека тоа е случај и овде, се жртви на инспекцијските служби. Затвараат објекти, им ги казнуваат објектите со парични казни. Тоа става секојдневие. Зошто? Затоа што само излегле на барикадите на страната на правдата. Само да им порачаме сите заедно од тука. Ако ги затворат сите локали, ако ги затворат сите фирми, па сите ќе излеземе на улица. И тука нема никој да не контролира за работното време, никој нема да ни бара фискална каса, никој нема да не пломбира. Туку ќе не охрабри, бидејќи сите заедно сме доказ дека храброста, демократијата, слободата и правдата доаѓа во нашата држава. Тие ќе бидат олицетворение на она за кое што се бориме секој ден, уште од 2006 година. Им попука бетонот по сите основи. Аболицијата не ја даваат за жива глава. Сакаат да го погребаат договорот од Пршина. Меѓутоа, заеднички, со чисто срце, со чиста мисла, се бориме за убава иднина, се бориме да си ја спасиме нашата држава од канџите на бандата. Ве поздравувам сите и да сте живи и здрави да истрајаме во оваа борба заеднички.